Властите во Хјустон соопштија дека вовеле полициски час за да се спречат грабежи во евакуираните области поради поплавите предизвикани од ураганот Харви. Полицискиот час во четвртиот по големина град во Соединетите држави ќе трае од полноќ до 5 часот наутро. Градоначалникот на Хјустон, Силвестер Тарнер, изјави дека било опасно во тоа време да се биде надвор. But there are too many people from across our city, too many residents that are out of their homes and they are in shelters. And I don't want them to have to worry about someone breaking into their home. Шефот на полицијата на Хјустон, Арт Авеведо, пак изјави дека полицајците веќе се соочиле со луѓе со огнено оружје кои вршеле грабежи. Рекордните врнежи од дожд предизвикаа невидени поплави во Хјустон, што принудија десетици илјади луѓе да ги напуштат нивните домови. Полицијата соопшти дека спасила повеќе од 13.000 лица од поплавите во Хјустон. Од Црвениот крст изјавија дека во засолништата, стадионите, црквите и други места кои ги отворија вратите за привремените бездомници се сместени неколку десетици илјади луѓе. Властите објавија дека имало и 20 смртни случаи од невремето што го предизвика ураганот Харви. Американскиот председател Доналд Трамп, кој ги посети поплавените подрачја во Тексас, оцени дека катастрофата имала епски размери. But probably there's never been anything so expensive in our country's history. There's never been anything so historic in terms of damage and in terms of ferocity as what we've witnessed with Harvey. Штетите во Тексас досега се проценуваат на 42 милиарди евра, поради што ураганот Харви би можело да се смета за еден од 5 најскапи што ги погодија Соединетите држави. Главните операции сега се сведуваат на евакуација на населението и давање помош на загрозените, но некои агенции за проценка сметаат дека набрзо ќе стане пресудно прашањето за влијанието на овој ураган врз стопанството на Тексас, држава која е втора најголема во Соединетите држави по површина и по население. Најскапиот ураган беше Катрина во 2005 година, која чинеше $118 милиарди.